Преку неделното свето Евангелие Господ ни доаѓа повторно во пресрет, не пресретнува, со сите наши грижи, проблеми, потреби, па и болести, како што ги има и 10 лепрозни. Лепрозниот човек, кој покрај телесните болки од болеста, во израелското тогашно општество бил и отворен од јавниот живот, живеел надвор од градот и не смел да има контакт со останатите. Го сметале за нечист. А тие лепрозни луѓе, кога ќе го видат Исус, го препознаа оддалеку затоа и ќе повикаат: Исусе, учителе, смилувај се. Денес ова Евангелие се однесува и за нас, затоа што и ние во себе носиме некоја лепра. Не говориме за телесна лепра, туку за некој грех, за некоја постапка со која можеби сме го навредиле Бога и сега сме оддалечени, разединети од Него. Знаеме дека гревот не разединува од Бога. И ова Евангелие е повик до нас да повикаме кон Господ и да му кажеме: Исусе, учителе, смилувај се. Смилувај се заради мојата лакомост, заради моите идолопоклонства, заради моето непростување, заради моите гревови од младоста и за многу други. Денес Исус е тука. Да повикаме и ние како 10 лепрозни, за да оствариме средба, близина со Него. Додека Исус им кажа дека треба да одат и да им се покажат на свештениците, тие одејќи по пат оздравеа. Замислете колку е силно Божјото Слово. Го создаде светот со Неговото Слово и сега исто со Неговото Слово ги оздрави овие 10 лепрозни луѓе. Исус денес и нас не праќа: оди и застани пред свештеникот на исповед, за да бидеш очистен, да ти се врати повторно достоинството, да се вратиш во заедништво со Бога и луѓето. Ова Евангелие не потсетува на денешниот човек. Колку пати ние повикуваме кон Бога пред се за здравје? Од ова Евангелие може да извадиме и две главни воделки за кои ви размислуваме, а тоа е здравје и спасение. Ја знаем она песна во црквата која ја пееме: во здравје и спасение. Кога го молиме Бога за здравје, подготвени сме да направиме секаква жртва, посебно кога болеста е сериозна. Може би сме поминали низ едно такво искуство и гледаме како Бог делува и помага на нас или на некој наш близок. Но она што е важно е да дојдеме и да му благодариме. 10 лепрозни се излекувале, но само еден туѓенец, самарјанин, доаѓа да му заблагодари на Бога. Затоа да не забораваме да му благодариме на Бога кога прави чуда во нашите животи или ни дарува милости. Честопати што се случува? Подготвени сме да направиме се за да оздравиме. И ветуваме, и молиме, ќе започнеме да живееме со Бога само да бидеме здрави. А кога ќе оздравиме, сето тоа некако го забораваме. Забораваме на Бог, на црквата, на ветувањата. Навистина, денешниот човек има развиено еден култ на телото. Дека телото е најважно, а со тоа и здравјето. Па подготвени сме да направиме се за да бидеме здрави. Па дури и меѓу нас христијаните, честопати знаеме да кажеме само здравје да има. Да, секако, важно е здравјето, потребно е и да се грижиме за него. Но денес Исус ни покажува дека спасението е многу поважно. Затоа ќе му каже на лепрозниот што се врати да му заблагодари: стани, оди си, твојата вера те спаси. Покрај телесното здравје Господ му дава и спасение. А ние колку работиме, колку размислуваме, колку молиме за нашето спасение, за спасението на нашите ближни, за тие кои нас не обкружуваат. Денешното Евангелие нека ни биде потик за тоа. Што правиме или што треба да направиме за нашето спасение? Заради тоа што Исус дојде пред се за да ни дарува спасение, вечен живот во заедништво со Него. А ти, дали посакуваш да бидеш спасен?